Ова утро во Добро утро, секое утро ве запознаваме со девојка која што професионалната кариера и животот ја водат да живее во Швајцарија изминативе 4 години. Таа е пијанистка, истражувачка, изведувачка на класична музика. А на моја огромна чест и задоволство можам ова утро да кажам дека со задоволство ќе ви ја представиме Ана Велиновска. Ана, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, ви благодарам многу за поканата и за прекрасната најава. Да, впрочем, мојата дејност се наоѓа на пресекот помеѓу концертната дејност и научно-истражувачката дејност. Јас сум пијанистка, специјалистка за современа музика, а сега веќе и докторант истражувач. Магистрирав во Швајцарија, а сега сум докторантка во Белгија. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Да, животот те тера, односно твојата професионална кариера, нели, покрај тоа што сакаш да го истражуваш, тоа што сакаш да го работиш, го нема во Македонија и затоа нели одлучуваш да заминеш пред се нели на магистарски студии во Швајцарија. Ајде да се навратиме на години назад. Како се роди љубовта кон класичната музика? Интересно прашање. Веројатно најголемиот виновник за почетокот беше мајка ми. Таа ја вкорени љубовта кон музиката во мене. Меѓутоа и не само што ме научи да ја сакам музиката, ме научи и да ја почитувам. Точно. Немањето изучување на современа класична музика во Македонија, а мојот интерес кон современата музика ме натера да заминам за Швајцарија, каде што Швајцарија се смета дека има едни од најиновативните модули во поглед на современата класична музика. Меѓутоа, знаете, земајќи предвид дека голем број на млади се иселуваат од Македонија, би сакала во овој момент, ако ми дозволите, да споделам еден интересен податок кој го научив неодамна и се уште ми е свеж. Неодамна чув од еден истражувач кој говори колку е голем предизвик да се напушти татковината. Раскажува за неговата приказна и вели дека кога некој ќе промени земја на живење, образование и работно место, најчесто сите тие три сегменти наеднаш, тоа може да има когнитивно влијание врз човекот како да загубил човекот семејството. И јас навистина бев фасцинирана кога прочитав за тоа, морав да дознам за кого станува збор. Станува збор за доктор Артур Брукс, кој ми е всушност колега. Тој е хорнист, меѓутоа е специјалист за социологија и се сели затоа што добил работно место на Харвард. Значи, ако треба да помислиме на причина за преселба, веројатно работно место на Харвард е најдобрата опција за преселба. Значи, кога некој во некоја таква ситуација толку тешко ја доживува разделбата со татковината, секако нели ние сите сме различни, не мора секој да помине низ тоа, но сите оние многобројни македонци кои што сме се разделиле од татковината, веројатно барем си го поставуваме прашањето кога се делиш од местото на живење и начинот на живот кој одговара на прашањето кој сум јас, нели, што понатаму. Така да, јас имав голем предизвик кога се преселив од Македонија, а сега веќе Швајцарија, да, може да се каже дека е и мој дом. Ана, тука завршуваш додипломски студии, потоа продолжуваш со своето образование во Швајцарија. Имаш во високото образование искуство и во Македонија и во Швајцарија. Може ли да ни направиш накратко една паралела, предностите, слабостите кои се, дали имаме нешто заедничко можеби? Заедничко, да, во секој случај ни се талентите за музика. Да ве надополнам, јас и магистрирав претходно во Македонија, а во Швајцарија магистрирав по втор пат. Така да дупли магистар, а сега веќе и докторант. Па разликата, доколку треба да говорам, е нели тоа што е мојата специјалност. Јас сум специјалист за современа музика, кај нас не се изучува современата музика и тоа ни е голем недостиг. Можам јас слободно да кажам, бидејќи обично се вели денешната современа музика утре ќе биде историја. А ние сме соочени со тоа, например, да сретнете студенти по музичка уметност или пак завршени млади уметници, да ги напрашате да ви набројат 5, 10, 15 композитори
кои што се живи, кои што се современи композитори да ви набројат нивни дела и зошто се значајни тие музички дела, веројатно нема да можат да ви набројат. Исто така сме соочени во поглед на создавањето нова современа класична музика. Бидејќи немаме соодветно образование, често пати се случува нашите композитори да не говорат на современ музички јазик и од тука е голем предизвикот да се представуваат дела во странство. И не е баш како што вели министерката за култура дека ние треба да бидеме весели, нели како ни рече да весело да твориме, не е баш сосема тоа така. Доколку уметникот се затвори во 4 зида, веројатно делото што ќе го создаде нема да има голема уметничка вредност. Ние мораме да говориме за актуелните случувања, за актуелната емоција и состојба, за да имаме што да им оставиме на нашите деца и внуци. А во овој момент јас сум загрижена што ќе им оставиме во поглед на современата македонска музика. Да, често пати ги слушаме, нели, сите работи, сите недостатоци кои што ги има во нашиот образовен систем, но ајде малку да позборуваме за поубавите работи, за на тебе што ти се случува во Швајцарија. Има ли нешто заедничко што го имаат уметниците во Македонија и уметниците во Швајцарија? Имаат, како не. Имаме таленти. Имаме музички таленти, огромни таленти имаме и ние, имаат и тие. Треба соодветно да ги поддржиме. Значи, кога барате од мене да издвојам, нели, заедничко, јас го издвојувам и тоа. Меѓутоа тука, нели, не можеме да не проговорам и на начинот на кој што ги поддржуваме македонските уметници. Тука, кога ќе кажеме начинот на кој што ги поддржуваме, сите најчесто мислат на финансиски. Јас би се осврнала на еден друг сегмент, а тоа е да дадам пример дека кај нас, на најдобриот факултет конкретно, каде што јас во Македонија, каде што дипломирав и магистрирав, се уште наставно-научно-уметничкиот кадар нема барем пилот студија за здравието и благосостојбата на студентите и на младите уметници во Македонија. Јас можам да дадам конкретно пример за образованието во Швајцарија, бидејќи ги знам нивните бројки и нивните истражувања за здравието и благосостојбата. Имаат повеќе, нели, студии, меѓутоа на почетоците, пилот студијата, што кај нас се уште ја нема, им покажала, верувале или не, дека 68% од студентите почувствувале болки во телото, музичарите млади, кога вежбаат уште во првиот семестар од студиите. Над 40%, значи речиси половина, и покрај тоа што чувствуваат болка, не престануваат да вежбаат. Значи, нивната љубов кон музиката не престанува. Се уште вежбаат низ болка. Огромен дел од нив никогаш не кажуваат дека чувствуваат болка, дури ни на нивните ментори. А над 80% чувствуваат дека институцијата каде што го стекнуваат образованието треба да е нивниот партнер во оној пат за да имаат добро здравје и благосостојба. И за ние, нели, за музички уметник да бидеш посебно со концертна дејност, тоа не е брза трка, тоа е маратон. И јас се плашам дека во тој поглед ги изневеруваме музичките уметници во Македонија, бидејќи со една метафора ги пуштаме маратонот да го трчаат боси. Од тука навистина се надевам дека конечно ќе се освестиме и соодветно ќе почнеме да вложуваме во големите таленти кои ги имаме, бидејќи да, тоа ние заедничко со Швајцарија, меѓутоа мораме соодветно да го поддржиме. На каде се имаш настапувано досега во твојата досегашна кариера, односно знам дека не можеш нели сите да ни ги кажеш концерти и места каде што имаш настапувано, но еве некои од позначајните за тебе и од поголемите концерти од кои што си била дел. Да, ви благодарам. Со сигурност би ја истакнала соработката со композиторката Ребека Саундерс, која што имено е добитничка на наградата од Ernst von Siemens, ние таа ја нарекуваме Нобелова награда за музика. Нејзино дело изведов на фестивалот Луцерн фестивал пред 2 години, а истиот фестивал повторно ме покани да настапам и оваа година да изведувам повторно дело од резидентниот композитор Ено Попе.
едно прекрасно дело за 9 синтесайзери. Имам настапувано на бројни фестивали за современа музика во Швајцарија и во Европа, особено во земјите од германско говорно подрачје, како фестивалот Звуци на Алпите, потоа концертниот серијал Чекор преку границата, потоа концертниот серијал и фестивал, ако не се лажам, веќе прерасна и во фестивал, а тоа е Промена на сцена, потоа фестивалот Начин на перцепција, каде што имено 2 години поред, а веќе знам и за следната, јас сум задолжена и за селекција на композиторите чии дела се изведуваат на фестивалот. Исто така, честопати настапувам и на најстариот фестивал за современа музика во Donaueschingen, Германија. Кога набројувам, секако не треба да заборавам дека 2 пати му отворив концерт на светски познатиот пианист и композитор Фазил Сај од Турција. А имам интересна анегдота, еднашка настапив на концерт со победникот на Шопеновиот конкурс од 2015 година, ако не се лажам, Сеон Джинг Чо. И двајцата свиравме еден подруг на исто пијано, и знаејќи дека кој ќе свири по мене, јас од организацијата побарав второ пијано, знаејќи ги условите исто така во Швајцарија, свесна бев дека имаат повеќе пијана, бидејќи нели им посочив дека јас ќе свирам во внатрешноста на инструментот, да не бидат исплашени, и побарав нели втор инструмент и потоа ме праша а каде сум школувана, нели сум школувана во Швајцарија. И јас им одговорив да, нема потреба, ме рекоа, второ пијано можете да свирите со победникот на Шопенов конкурс на исто пијано и покрај тоа што го препарирав пијаното. Така да, сега нели напамет, еве овие концерти би ги издвоила како значајни концерти кои што ми се блиску до срцето. А да, за неколку дена заминувам повторно. Ме очекува настап на уште еден концертен серијал кој што е поприлично нов во Швајцарија, со работка со двајца уметници, големи уметници кои што се уште не сум соработувала, едниот од нив е изведувач на клавинет. Потоа ќе свирам со оркестарот за импровизација на Луцерн, па заминувам на фестивал во Германија, па повторно ќе се вратам да свирам. На богата и доста набиена агенда имаш. Да, значи наредниот период ќе биде интересен во најмала рака. Апсолутно, поддршката е неминовна во секоја област, во секој сектор, особено кога станува збор, нели еве за класичната музика. Ана, знам дека имаш премногу концерти, премногу си ангажирана во Швајцарија, за жал во Македонија немаш ниту еден концерт, не те покануваат, но ајде да ни издвоиш ти, да ни кажеш каде се имаш настапувано до сега, кое ти е твоето еве омилено место? Супер прашање, да. За вашите гледачи да објаснам попрецизно. Она современа пијанистка, што значи тоа? Значи дека јас сум експерт за дела напишани во 20-тиот и 21-виот век. Мене најчесто ми се доверуваат дела кои што имаат проширени техники на свирење. Баш ме интересира колку мина од вашите гледачи чуле како звучи пијано кога има ставено вилјушка за десерт помеѓу жиците. Или пак колку мина од вашите гледачи слушнале како звучи пијано кога има дрвени стапчиња за раженчиња помеѓу жиците. Или пак како звучи кога пијанистите кога пијанистите свириме со конец за ловење риба на пијаното. И знаете, некој ќе се праша зошто свириме, барем јас конкретно, како современа пијанистка свирам на тој начин. Па еве примерот со конецот за рибата. Во пијаното, обично кога ќе отсвирите еден тон, невозможно е тој тон да се зголеми. Невозможно е да направите со еден тон крешендо. Само возможно е да се стиши. Со конец за риба, пијанистите можеме да направиме зголемување на звукот, односно крешендо и со еден тон. Значи, сите оние проширени техники на свирење ни овозможуваат поголема експресија и поголема мок да ги изразиме нашите чувства. Бернштайн, големиот Бернштайн, пијанист, диригент, говорел дека емоциите кои ги чувствува човек најчесто нели ги изразува со зборот. Но некогаш емоциите се толку големи, толку длабоки да човекот не може да најде зборот. Тогаш се чувствува мокта на музиката. Музиката ја има мокта да ги искаже оние чувства кои не можеме да ги скажеме со зборовите. Да, инаку се навратиме на мојата приказна, за да ги долова моите чувства и емоции, и делата на моите композитори, јас се служам исто така и со изведба со MIDI клавиатури, синтесайзери, електроника и различни софтвери со визуелен програмски јазик, така да не се плашам од ова наше време за да ја искажам мојата креативност.
Да, Ана, навистина ми беше мило што и во ова твое кратко време кое што е за одмор во Скопје, во родната земја, во Македонија, нели успеавме да направиме на ваква средба. Ќе ти посакам да имаш уште многу успеси во иднина, да бидеш уште повеќе барана, како што спомена и ти дека ги откажуваш дори некои концерти од што не можеш да постигнеш, односно не можеш нели се да прифатиш физички, така што се најубаво во твојата кариера. Ви благодарам многу за поканата, да, точно така, за некој ден заминувам повторно на една мала мини турнеја со настапи и се надевам на повторна скорешна средба со вас. Ви благодарам уште еднаш за поканата.